OpenAI воведе нови правила за корисниците под 18 години, со кои се ограничуваат разговорите за сексуални теми и самоповредување. Според извршниот директор Сем Алтман, безбедноста на тинејџерите е приоритет, дури и пред приватноста и слободата на изразување. ChatGPT повеќе нема да учествува во флертувачки разговори со тинејџери, а воведени се построги мерки во случај на разговори за самоубиство. Во сериозни ситуации, системот може да алармира родители или локалните власти, пренесува TechCrunch. Родителите ќе имаат можност да постават блокирани периоди за користење на четботот и да добијат известување ако нивното дете е потенцијално загрозено. Новите мерки следат по тужби поврзани со самоубиство на малолетен корисник кој претходно комуницирал со четботот. Научници од Универзитетот во Калифорнија, Беркли, открија специфична мозочна мрежа која управува со лачењето на хормонот на раст за време на спиењето. Со снимање на мозочна активност кај глувци, тие забележале дека различни типови неврони го активираат или блокираат хормонот во различни фази од сонот. Истражувањето покажува дека недостигот на сон го намалува лачењето на хормонот, додека неговото претерано присуство го поттикнува будењето. Овој двонасочен механизам игра клучна улога во растот, обновата на телото и метаболичкото здравје. Новите сознанија отвораат можности за развој на терапии насочени кон мозочните кругови што го регулираат хормонот на раст, со потенцијал да се подобри сонот и да се лекуваат состојби како дебелина, дијабет и срцеви болести.